Продолжен е рокот за пријавување на дивоградбите кои се изградени до 3 март 2011 година. Воедно шалтерскиот систем на општина Штип во изминатите 9 дена е незначителен бројот на поднесени барања за легализација на дивоградби. Надлежните од општина Штип информираат дека тоа се должи на новогодишните и божитни празници, а очекуваат во текот на наредниот период да имаат повеќе барања за легализација на дивоградби кои ќе се поднесуваат од страна на граѓаните. Ја информираме јавноста дека имателите на бесправни објекти на кои објекти заклучно со 3 март 2011 година се извршени градежни и инсталатерски работи во целост и истите представуваат градежна и функционална целина, можат да поднесат барање за утврдување на правен статус на бесправен објект од 3 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година. Барателите на кои до денот на започнувањето на примената на овој закон им било одбиено барањето поради искомплетирани документација, можат да поднесат ново барање за утврдување на правен статус и бесправен објект најдоцна до 3.6.2018 година. Инаку законот за постапување со бесправно изградени објекти стапил на сила во 2011 година, а во периодот од 2011 до 2017 претрпел вкупно 14 измени. Во периодот од 3 март до 3 септември 2011 година поднесени се 10.457 барања за легализација. Од нив до сега се решени 6.070, односно околу 58%. Според измената донесена во 2016 година, рокот за поднесување барања за легализирање бесправно изградени објекти изградени од 3.3.2011 година беше продолжен до 31 март 2016 година. До 31.3.2016 година се поднесени уште 1422 барања, од нив решени се 200, односно околу 14% се вели во писменото сопштение на општина Штип. Надлежните од Оделението за урбанизам при општина Штип наведуваат дека остатокот од барањата не се решени заради разни причини, како што се некомплетирани барања, потоа барања кои чекаат согласност поради одредени сопственички односи или чекаат согласност поради оставинска постапка или поради решавање на претходни прашања во судска постапка.